Се наоѓаме на Чироксокак, прекрасниот Чироксокак во Битола. Заедно сме денес со една прекрасна гостинка, која што навистина има што да каже. Станува збор за повторна посета од незина страна, поврзана е со незината книга Пулсот и времето. И посакувам добар ден на Ана Јовковска. Здраво, добар ден, како си? Здраво, Елена, и добро утро до сите ваши гледачи. Битола секогаш убаво ми ја движи енергијата и повторно со повод овде во градот под Пелистер, со промоција втора, да речеме, затоа што првата промоција во Битола беше пред неколку месеци на мојата книга Пулсот и времето. Излезе нов тираж, после условно кажано за рекордно брзо време продаден првиот тираж, малку почекавме да излезе реизданието на Пулсот и времето и повторно почнувам со оној караван на дебати и промоции низ Македонија и Битола е прва на мојата креативна мапа. Навистина ни е чест што Битола има посебни мигови, посебно например за тебе. Што беше поттикот или како се започна, односно не како започна туку, зошто имаше повторно реиздание? Што се оние најдобри, но нормално можеби има и полоши критики или сугестии од страна на твоите читатели, нели? Имам чувство дека читателите беа гладни за новото, за реизданието на Пулсот и времето, а тоа ме радува, затоа што кај нас, да, добро се продаваат одредени бестселери по книжарниците, особено кога зборувам и за Скопје. Знам дека Битола во последно време навистина има проблем во однос на свои посебни, ексклузивни, специализирани книжевни простори. Тоа е една од битките за кои верувам дека градот и жителите треба да се изборат и тоа не е само борба на Битола, тоа е наша заедничка борба во однос на децентрализација на културата и навистина ниту е фер, ниту е коректно се да биде стационирано само во главниот град. Така што сметам Битола, кој е еден град со прекрасна културна традиција, заслужува да има свои специализирани книжевни простори. Ова го зборував и го потенцирав и на претходната промоција која правев пред неколку месеци овде. Чувството дека се гладни читателите ми направи голема сатисфакција, тоа значи дека луѓето го сакаат пишаниот збор. Тоа значи дека литературата има храброст да менува светови, има храброст да внесува и свежина и промени во нашите животи, едноставно на некој начин да не облагородува. А преку интервјуата кои се тие песети на интервјуа поместени во книгата Пулсот и времето, всушност зборува македонската интелектуала или македонската елита од јавниот живот. Има интервјуа со писатели, тоа се значи нивните најдобри мисли, најдобри разговори, многу писатели, актери, професори, дипломати, политичари, широк тематски спектар, значи може да најдете теми од љубов до политика, од слобода до вистина, од човекови права до екологија, буквално еден широк тематски спектар. Очекуваше ли на самиот почеток, нели кога започна иницијативата и твојата идеја да ги собери сите тие интервјуа? И како потпрашање, дали влијаеше содржината на истите интервјуа, бидејќи самата укажа нели дека постои есенцијата од секој човек, било да станува збор да е актер, писател, ти користи ли во животот? Се надевам дека фактички секој разговор со другиот е разговори со самиот себе си и тоа е еден од моите новинарски методи на работа. Кога го интервјурам другиот, особено кога ќе влезете во едно такво темно телевизиско студио, имате чувство дека се разоткривате и себе си преку разоткривањето на другиот. Така што таа рефлексија со говорникот е многу важна. Многу е важно да слушаме со широко отворени уши и со не онака како во филмот на Кјубрик, очи широко затворени, туку навистина отворени пори, за да ги примаме сите различности во процесите на комуникацијата. Есенцијата од секој човек кој сум го интервјуирала можеби е во оваа книга, иако во самата емисија не изминатава една декада, значи колку што траеше циклусот на емисиите Пулс, да речеме скоро 10 години, направени се многу повеќе интервјуа, некаде 500 интервјуа, во книгата е направена селекција од одреден број на интервјуа. Се разбира, тоа беше некаква идеја да се покаже различноста на едно време или да остане во книжевен запис некаква книжевна архива или културна меморија на едно општество на едно време. Кога се случуваат вакви дружби, нели со твоите читатели, можеш ли да се сетиш на одредено прашање, бидејќи нели самата цел е дружење нели со тебе, односно и самата укажа дека си отворена за се и сешто, односно дека ти си од таа друга страна. Значи, тебе едноставно да те испитуваат, а не нели ти да поставуваш прашања. Има ли нешто специфично кое што останало нели во мислите, кое што ќе речеш па да, убаво и вредно е ова што го работам?
Мислам дека секој разговор со читателите е добро дојден и добро е што човек сака да учи од другите. Јас сум барем таква, секогаш сакам да слушам и да учам од другите луѓе. Отворена сум за сите теми, затоа што сметам дека не треба да има една Ана пред камерите и кога ќе се уклучат рефлекторите, а сосема друга Ана во приватната сфера. Она што ми е примарна, да речеме, новинарска работа или сега да речеме авторска работа е само еден дел од мојот живот. Тој е оној убавиот креативниот дел, меѓутоа како јавна личност се трудам да се борам за многу неправди во општеството. Активизмот исто така моје поле на делување, така што многу пати сум зборувала отворено за многу важни општествени и политички теми, за се она што не обкружува. Сметам дека човек треба да е отворен и искрен и само така е автентичен. Во спротивно, маските, знаете, може да ги држите и да ги носите одреден период, тие кога тогаш паѓаат. Не гледам дека треба нешто да кријам ни пред себе, ни пред најблиските, ниту пред светот. Морам да бидам искрена дека навистина за тоа треба храброст и тоа многу голема храброст, бидејќи навистина ретки се не само во Македонија, туку и општо во светот и на нашава планета, кои што постаат луѓе кои што навистина се искрени пред себе си и нормално пред другите. Што мислиш, дали би да постои друг живот, би работела ни нешто друго или ова? Мислам дека и во следниот живот би работела нешто што е поврзано со некаква креативна енергија, некаква пишувачка работа, во каква и тоа да е форма. Луѓе ме прашуваат дали ми недостасува емисијата Пулс, која веќе ја нема на телевизија. Имам два одговори. Едниот е дека да, ми недостасува тој, како да кажам, телевизиски адреналин кој 20 години наназад сум го чувствувала. Од друга страна, веројатно ми беше потребно да направам еден период на изолација за да го создадам ова во, да речеме, книжевен формат. Човек малку да се дистанцира од рефлекторите за да може да остави некаков друг запис и да ги наполнам батериите со една свежина, а сега чувствувам и нов предизвик со работа во новото списание Портрет, кое претпоставувам дека сте имале прилика да го читате и во Битола. Знам дека е дистрибуирано секаде низ Македонија. Тоа е списание за жени кое ќе се обиде на некој начин да ги сруши стереотипите за тоа што всушност представува едно списание за жени. Затоа што најчесто во медиумите репрезентацијата на жените е убави за око и лесни за употреба, а ми се чини дека премногу имаме такви ревијални шарени страници и модни едиторијали и низ ваков тип на списание ќе се обидеме сепак да протнеме и малку поинакви содржини интервјуа со жени кои имаат што да кажат, професионалци во одредени области кои сакаат да зборуваат за своите лични борби и за општествените борби. За крајно прашање според тебе, има ли да дефинирам убави луѓе во однос на карактер, убави личности кои што навистина можат да понудат, имаат што да понудат, бидејќи сепак знаеме сите дека живееме во стресно време и малку секогаш тешкотијата нели не трга настрана. Сметаш ли еден апел од твоја страна, бидејќи работиш нели како новинар, си се сретнала нели со многу судбини, како професионално, така автоматски доаѓа нели она приватно, што можеш нели да издвоиш и да го упатиш нели до нашите гледачи? Ова убави луѓе, прво терминолошки, а како се вели, мојот свет е светот на мојот јазик, е специфика на Битола. Јас кога прв пат го слушнав пред години зборот од мои битолски пријатели, дека го употребувате за добри луѓе, всушност зборот убави луѓе, многу ми се допадна, ми беше малку чудно, ама ми остави силен впечаток. И денес го употребувам кога ќе речам убав човек е, значи сакам да алудирам на човек кој има една широчина во карактерот и една длабочина во умот, да речеме. Сметам дека луѓето се добри, дека она што ги прави лоши, фрустрирани, алчни, па дури и агресивни е околината или тешкотијата на животот. Ако вие живеете во услови на сиромаштија, вас едноставно животот ве огрубува. Тука се нашите битки, затоа што дел од нас кои се чувствуваат привилегирани, ги работат професиите што сакаат да ги работат, се чувствуваат комотни во односи на финансискиот аспект во животот, не треба да се изолираат во некакви глувчешки дупки и да речат мене ми е добро, баш ми е гајле за другите. Напротив, улогата на секој добар човек и на секој интелектуалец, ако веќе претендираме да правиме некакви општествени промени за подобро утре, тогаш секогаш да зборува и во името на послабите, оние кои се маргинализирани, оние кои не е моќта во рацете. Да не заборавиме на тугите болки и на неправдите кои им се случуваат на нашите комши, на нашите роднини, на нашите пријатели. Ти благодарам и многу успес и остани онака како што си. Фала ти, Елена, драго ми е што бев дел од вашата утринска програма. Драги мои, тоа беше овој краток разговор, се надевам дека ви се допаднавме.